Заменик председателот на владата за борба против корупција и криминал Љупчо Николовски токму од општина Кочани го почнува представувањето на планот за борба против корупцијата во државата. На панел дискусија на која присуствуваа градоначалникот Николчо Илиев, представници од Канцеларијата на Обединетите нации и раководители на локални институции, беше нагласено дека клучна забелешка на Европската Унија е отсуството на финансиски истраги и конфискација на имот. Николовски рече дека ако не се конфискува имотот, нема да бидат убедени граѓаните за честните намери. Граѓанинот треба да ја види примената на мерките, а тоа е транспарентност, што е поврзана со човековото право на знаење и информираност преку редовно известување на јавноста за трошењето на парите. Борбата против корупцијата е решеноста на секој поединец да не биде дел од коруптивните сделки, истакна Николовски. При тоа беше нагласено дека се работи на подготовка на прирачник за спецификација на производи и цени во Бирото за јавни набавки, на целосна регулатива за начинот на користењето на службени возила, а ќе се формира и централна база за податоци за издавање лиценци и договори, како и нов систем за следење предмети и преставки, што ќе има цел да ги охрабри граѓаните и фирмите дека не треба да бидат малтретирани, туку мотивирани. Борбата против корупцијата во единиците на локална самоуправа има допирна точка и во намалувањето на членовите на управните и надзорните одбори, кои треба да бидат максимум 5 Градоначалникот Илиев истакна дека многу често граѓаните не се свесни дека се соучесници во коруптивни дејства, како што на пример е оддавањето информации во делот на јавните набавки, кое што неповолно влијае на трошењето на јавните пари. Затоа е потребно внимателно однесување и што почесто зборување за овие теми, затоа што молчењето им помага на деструктивните општествени процеси. На панел дискусијата во Кочани присуствуваа и Вирџинија Меркес, регионална координаторка на Канцеларијата на Обединетите нации за борба со дрога и криминал, како и Бил Вуд, координатор на проектната Канцеларија на Обединетите нации за борба со дрога и криминал во Скопје. Од учесниците на настанот беа изнесени примери за коруптивно однесување и за потребата од негово итно елиминирање.